Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно само интервју, како што најавивме. Ќе продолжиме серијата низата интервјуа со претседателските кандидати што ќе се најдат на избирачкото ливче на 24 април. Денеска наш гостин е Максим Димитриевски, градоначелник на Куманово и претседател на партијата Знам. Добре дојдовте. Благодарам што прифативте поканата. Добро ме најдов, благодарам на поканата, поздрав до вас сите во студиото и поздрав на гледачите на Канал 5 телевизија. Господин Димитриевски, помалку дури изненадувачки, брзо ги собравте подписите. Имавте ли вие некоја акција 10+1, некоја друга комбинација, нешто? Како се случи толку брзо да ги соберете подписите? Па немавме акција, граѓаните се одважи и излегоа, подпиша. Аз сум благодарен за секој подпишан. То се претежно Куманово или? Па имавме подпишани граѓани на ниво на цела држава. Во Куманово собравме убедливо најголем број на подписи, дури повеќе од сите заедно, но секој еден подпишан без разлика каде и да е, му благодарам во оваа прилика и јавно, и тоа е за мене само потик повеќе да се вложам во оваа кампања, да излезам со сериозна програма и доколку ги уведам граѓаните да ја добиеме нивната подршка. Немавме никакви концепти 5+1, 10+1, кај нас се до тоа беше спонтано и граѓаните го дадоа. Партиите го искористија тоа малку како показна вежба да видат како им оди мобилизацијата на членовите. Па после 30 години плурализам беше, мислам дека тоа е беспотребно, само малтретирање на граѓаните и вежбање на внатрепартиска демократија, кај што им испраќате пораки на граѓаните и ги ставате по автобуси, ги носите. Дури на некој начин и прекршување на изборните правила. Сепак мора да имаме некој кодекс на однесување. Секој граѓанин индивидуа за себе и треба да биде почитуван, но како и да е, и тоа беше легитимно. Јас им честитам на сите кандидати кои што добија подршка и очекувам дека ќе имаме фер, легитимно. Ако нема некои проблеми со подписите, би требало 7 кандидатури да бидат. Во вторник треба да бидат потврдени, ако не се лажам. Да, Државната изборна комисија треба да излезе откако ќе ги добие листите, да ги провери истите и да излезе да ги потврди кандидатурите. И јас очекувам 7 кандидати на овие претседателски избори и очекувам ферплей кампања. Дали ќе биде? Не знам. Добро. Зошто се одлучивте да влезете во оваа трка, а не, например, да целите да бидете премиер на државата, бидејќи тие промени во општеството што ги ветуваат и за кои сме разговарали во претходни интервјуа, механизмите за тоа ги има извршната власт. Како претседател нема многу надлежности таа функција. Па првично сакав да излезам од комотната зона на градоначалник, кој што има пред себе половина мандат уште за реализација поради тешката социјекономска состојба. А мислам дека и граѓаните се поприлично депримирани, уморни од политика, разочарани од целокупната политичка понуда. Движењето Знам е нов политички концепт кој што излезе на сцената пред неполни 2-3 месеци и правевме одредени истражувања, ни потврдија дека имаме голема шанса во овој натпревар. Вие најавивте дека ќе имате кандидат претседателски, но зошто вие се одлучивте? Да, имавме неколку можни кандидати кои што ги разгледуваме. На крај анкетите беа пресудни да еве јас бидам тој кој што ќе трча таа претседателска трка, не само да учествува, туку со голема шанса за победа, доколку граѓаните ме препознаат за вршење на една таква одговорна државна позиција, бидејќи сметам дека иако позицијата претседател на државата многумина во државата ја подценува, дека нема надлежности геренција, јас многу пати велам дека позицијата ја прави човекот кој што ја извршува функцијата, а не функцијата човекот. Уставните надлежности се јасно прецизирани. Сега, освен ако не планирате како Вучич да контролирате сеја да немате такви уставни надлежности. Па не, видите, слични се уставите и ингеренциите, но господинот Вучич има силна партија зад себе и ги користи механизмите на партијата. Едноставно да има апсолутна контрола на се, состојбите кај нас е малку поинакви. Сметам дека на Македонија треба авторитет кој што ќе ги одважи граѓаните, во кој што граѓаните ќе се препознаат всушност во него, ќе се исповетат и ќе чувствуваат државата за сигурна, бидејќи сепак граѓанинот е тој суверенот кој што одлучува, а функцијата претседател на државата излегува токму од моќта на непосредните избори. Тогаш ви дава на тежина да кажете не и на законодавниот дом и на извршната власт. Многу пати кога се косат одлуките со интересот на граѓаните, а тоа го имавме
во пример многу пати до сега, особено во примерот на гласање на законот за измена на кривичниот законник, каде што имаше само амнестирање на актуелната и на поранешната политичка елита, каде што председателот подклекна. И јас, доколку бидам избран за председател, никогаш повеќе нема да дозволам да законот биде волја на владеачката структура што е на власт, туку истиот првенствено треба да се креира за добро на државата. Речи денеска не помина. Оставете го, тоа веќе е доцна, затоа што многу пропусти беа направени од страна на председателот, за кој што и јас своевремено исто така давав подршка, но се оградив во суштински моменти, бидејќи сметам дека тој одеше само во прилог на власта. Во ниту еден момент немаше одважност од позицијата која што врши институцијата да каже не на ниту една одлука претходна, погрешна одлука, имаше многу такви на законодавната власт и на извршната власт, која што со камшик цело време маваше до 2017 и подосна по законодавната власт. Бидејќи ако направите анализа на парламентот, и сега ги прашате у граѓаните, не знаат 10 имиња во парламентот да ви кажат на памет од пратениците. Тоа значи дека всушност политичките партии имаат целосна контрола на законодавниот дом. Мора да се смени нешто во државата, во спротивно ќе се зголемува разочарувањето во јавноста и едноставно луѓето ќе си заминуваат, а ние ќе останеме оскудни со кого да ја правиме држава. Таков изборниот модел, пропорционалните системи ги форсираат партиите, а не поединците, но тоа е веќе друга дебата. Рековте дека влегувате во оваа трка за да победите, не само да учествувате. Имате ли некакви истражувања на јавното мислење што би ги подкрепило овие ваши очекувања, за да не испадне дека се само некоја желба ваша, бидејќи она што го гледаме јавно, што се објавува овие денови, ги фаворизира Пендаровски и Силјановска за во втор круг. Дури Мицковски вели дека 100.000 разлика ќе било во првиот круг за Силјановска. Ние правиме редовни истражувања и како здружение порано и како политичка партија нова и тие истражувања ги користиме за анализи. Ние ги користиме за креирање на јавно мнение, додека останатите субјекти ги штелуваат бројките така како им одговараат и ги пуштаат во јавноста да креираат трендови и да креираат јавно мнение кај граѓаните. Состојбата не е таква како што се прикажува, но на крајот, последната најрелевантна анкета ќе бидат граѓаните веднаш по затворање на гласачките места кога ќе се пребројат гласовите и тогаш ќе видиме реалната проценка. Инаку да, ние нашите анализи и чекори ги креираме врз база на непосредна сондажа со граѓаните и сондажи кои што ги нарачуваме. Што сметате дека е најголема ваша комперативна предност во однос на другите 6 кандидати? Првично си го држиме зборот. За мене се уште синтагмата зборот е збор значи. Така е терав првата кампања во 2017. Така продолжи и во последната кампања на локално ниво. И јас се уште немам избегано од оние вредности уште од периодот на шарената револуција. Значи, нема правда, нема мир до ден денеска. Нема во Македонија, има правда само за тие кои што се во власта или тие кои што ќе договорат со власта, но јас не бегам од тоа и се уште стојам на тие вредности. Сметам дека Македонија мора реално да се интегрира таму каде што е местото во современиот свет, но дополнително да не се подгази и подцени самата себе си, ниту пак македонскиот народ да не дозволи во ниту еден момент да биде манипулиран, застрашуван или пак уценуван од било која страна, бидејќи нашата држава треба да си ја водиме самите, а да не управуваат од страна како што поединците во политбирото на власта во моментот прикажува. Знаете, секоја одлука која што е потешка во државата, секојаш добивате одговор во јавноста, овие од Калево или некој друг ни кажа така, а не е тоа така суштински. Ние сме зрела држава и треба да ја преземеме одговорноста само на себе, да ја водиме собствената држава. Македонија има капацитет да биде самоодржлива држава и да ја направиме самоодржлива држава, да изгради професионална администрација и да даде нови перспективи на младите луѓе. Како со сите они ресурси кои што располагаме. Знаете, сите ќе го ветуваат, навикнати сме на сите избори. Еве ги ја споменавте шарената револуција, го споменавте и слоганот на чиј грб дојде и СДСМ на власт, но на крајот еве гледаме каква е довербата во судството, е најниска од историски било кога. Најголемата грешка по таа шарена револуција е што буквално тие кои што беа репрезентите на истата, не зборувам за обичните луѓе кои што излегува
на протести, всушност тие кои што добија можност да имплементираат власт, ја убија надежта кај сите тие луѓе. Да, и како да се врати таа надежда, како да знаат дека спиевме и по шаторите и протестираме, се боревме за правда, за казнивост за сите. Денеска тоа го немате. Зошто? Затоа што истите се трансформира во потполно исто нешто на многу пософистициран начин како што претходно тоа беше во периодот на Груевски, но не бевме сите исти. Јас излегов, се конфронтирав со раководството на мојата поранешна партија, која во моменти кога таа беше апсолутна власт и на централно и на локално ниво. И тие одлуки не беа лесни ниту за мене, ниту за тимот на луѓе кои што ме следеше. Но при самата кампања забележав еден феномен, дека имаме моќ да ги обединуваме луѓето. Доволно беше патриоти и предавници, едноставно тргнаме заедно со граѓаните, не ги делеме по политичка, верска, било кое друго убедување, ги обединуваме и го направиме тоа во Куманово. Зошто тоа да не го направиме во Македонија? Едноставно, нашата нација, нашиот народ, сите етнички заедници го заслужуваат тоа, бидејќи толку се големи фрустрациите во јавноста во моментот на граѓаните, да кога ќе им спомнете за политика, едноставно бегаат од тоа. А токму на овие избори, суштината на граѓаните, суштината на државата е да излезат масовно, да се одважат и да го дадат своето мислење, бидејќи имаат повеќе можности и алтернативи, да се определат на начин како што тие сметат. Со тоа се потврдува и дека ние граѓаните ја сакаме собствената држава и сакаме да направиме нешто. Мицковски вели да излезат, ама да не гласаат за трети опции, бидејќи на таков начин ќе се помогне на власта да остане. Видете, јас не сакам да го кршам изборниот закон, нема да апелирам сега, секако во кампањата ќе повикувам да се гласа за мене и за движењето знам. Но граѓаните имаат опција и добро е да имаат опција да изберат, бидејќи треба да излезат на избори, особено оние најразочараните и оние кои што никогаш не гласат. Зошто? Бидејќи со тоа излегување на избори оние креираат иднината на оваа држава во следните 4 или 5 години во случајот со изборот на председател. Коалицијата со Мицковски или соработката со Мицковски во моментов немам комуникација со ниту една политичка партија, освен на некои лични релации или куртоазни релации. Ние овој изборен круг, како знам, го трчаме сами, заедно со граѓаните, ново формирана партија, да се провериме првично каде сме, што сме, а гледам дека можеме многу. Нашите капацитети се огромни, имаме голема можност да добиеме огромна поддршка од граѓаните. Верувам дека ќе успееме во текот на изборната кампања да ги представиме нашите конкретни програми, кои што нема да бидат масовни. Ќе водиме скромна кампања, бидејќи не поседуваме огромни финансиски ресурси да го правиме тоа како останатите. Впрочем, таков и законот од оној колач за финансирање на изборниот процес ни следува многу мал износ во оние 3% како вон парламентарна партија. Јас како кандидат кој што е поддржан од граѓаните директно со потписи, така да немам некој голем простор. Дефинитивно сами ќе одите или може да соработка со некоја, не знам, од помалите партии, парламентарни или вон парламентарни? Секоја поддршка која што ќе ни дојде е добре дојдена, инаку ние настапуваме сами на овие избори, така ќе го тераме целиот изборен процес, но впрочем не сме сами, тука се граѓаните. Тие кои што дадоа поддршка до сега и тие кои што секојдневно доаѓаат кај нас не дополнуваат и даваат поддршка на нашиот концепт. Што потоа, што по 8 мај? Сега многу дилеми има според тоа анкетите и аналитичарите како ги толкуваат. Следниот парламент веројатно би наликувал во многу нешта на тој од 2006 година и сега дилемите и прашањата се дали Максим Димитриевски ќе биде новиот Тито Петковски што ќе го врати ВМРО ДПМН на власт или ќе биде понтонски мост со кој СДСМ ќе преживее на власт? Првично, дефинитивно нема да бидеме понтонски мост за спас на никој. Ние не влегуваме во оваа трка да спасуваме било кој, бидејќи тоа што таму се случува, тоа не е СДСМ. СДСМ беше државотворна партија, каде што сега во моментов сите нејзини членови се изневерени и се оставени по страна. Вистинските вредности на СДСМ се Крушевскиот манифест и Јасновските повелби. Тие денеска се во знами. Затоа голем број на членови, симпатизери и поддржувачи на таа опција доаѓаат секојдневно кај нас. Мислите дека нема шанси Ковачевски да добие мандат? Апсолутно нема теоретска шанса да добие шанси, но на крајот на денот граѓаните тоа ќе го кажат. Што се однесува до примерот со Тито Петковски, ние немаме намера да бидеме привезок на ниту една власт. Ние ќе видиме партија која што ќе ги дефинира условите и едноставно без знам влада ќе нема во државата.